Кампањата која што во континуитет 7 година Конфи Ангел ја работи во вид на караван, каде што работиме на неколку клучни моменти. Едниот и најбитниот е, им возможуваме на нашата популација низ цела Македонија да може подиректно и поблиску да има можност да биде дел од производството на Конфи Ангел, од тие прекрасни производи кои што ја лично ги обожавам и сум воодушевена од нивниот квалитет и технологијата на кој што е произведена за релативно мал финансиски надомес. Втората и секако клучната во однос на фокусот на нашата компанија, тоа е преди се креативниот тим и човековите ресурси, тоа е тимската работа на нашите вработени денес како што го прават тука на плоштадот на Прилеп. И третата секогаш нормално има хуман карактер, а оваа година одлучивме караванот да има друга цел. Имено, до сегашните години секогаш средствата кои што ни беа упатени за хуман карактер беа ставени преди се во Центар за деца со посебни потреби. Оваа година одлучивме да направиме мала промена и средствата ги упатуваме кај младите во спортот. Од тие причини во Прилеп одлучивме средствата да им ги упатиме на ракометарскиот клуб Прилеп 2010, кој што на наше огромно задоволство се прваци во кадети. Јас им ga честитам таа титула и дефинитивно ги повикувам и другите стопанственици да се фокусираме малце повеќе на спортот, поготово спортот кај младите кој што е неопходен и клучен и битен за нивни нормален физички и психолошки развој. Покрај Прилеп, караванот продолжува во наредните месеци и во Битола, во Охрид, во Гевгелија, во Велес и како последно ќе ги оставиме Скопје и Куманово, кои што најверојатно ќе бидат на есен, септември или октомври месец. Во соработка со општините на градовите, нормално со нивна консултација ќе одлучиме за кои клубови ќе бидат наменети средствата, онаму каде што реално им се потребни како опрема за децата кои што тренираат и работат. Према нашите претходни искуства, одзивот на сите граѓани е одличен, како што може да се забележи од денешната распродажба. Исто така и во комуникација со претходните компании или училишта каде што ги дониравме средствата, истите беа искористени со најдобронамерни цели и се овозможи конкретно на дечињата во претходната распродажба. Во Прилеп на оние на кои им беа потребни посебни помагала и играчки, им се обезбедија истите и дечињата беа пресреќни. Благодарност до Конфи Ангел за покажаната поддршка, да сите вработени, до Ирена. Тие спознаја во нашите млади спортисти нешто што е битно, со работа посветено на тренинзи и со таа посветеност тие станеа и кадетски прваци 2017-2018. Исто така во есенскиот дел тие се прваци во втора група кадети со реални шанси пак да се игра на Final Four и да се одбрани то прво место. Со квалитетна работа и со посветеност се градиме здрав темел за тие деца кои се наша иднина, во кој треба да се вложува. И со спознавање на таа работа треба и другите стопанственици да не поддржат, да истраеме во нашиот пат. Прилеп да има ракометари, сопствени ракометари, кои ќе продолжат понатаму да преку спортот најубо се промовира државата и својот град. Тоа е голема вистина и затоа треба да вложуваме во овие деца. Колку млади тренираат ракомет? Имаме околу 40 на деца на возраст се 2 и 4 и помали. Ние работиме посветено. Значи имаме секој ден тренинзи, но не е само тоа. Треба да имаме добри сали, добри услови за работа. Мора тие деца да ги изнесиме и надвор од Прилеп, надвор од Македонија, за да вида до кај е стасано околината наша, окружувањето до кај е стасано и да се измериме со тие екипи. Само така може да одиме напред. Иначе, во овие простори е толку. Таа е вистината. Моменталната состојба е тешка, многу тешка. Што недостасува? Недостасува се. Од финансија, ако тргнеме, до добра инфраструктура. Значи, сите услови мора да се подобра. Тука имаме поддршка од општината, но не е доволна само општината. Не може општината да биде главен спонзор, да речеме, на ракомет или на спорт. Мора да има стопанственици, како Конфи Ангел,
со колку што има можност би инвестирале во спорт. Тоа се враќа секогаш, бидејќи со спортот градиме иднина. Нашите деца не може да чека, тие го бара одговор од денеска, не утре.